Под мотото "Промени се", во Прилеп започна 58-то издание на Македонскиот театарски фестивал во Војдан Чернодрински. Фестивалот се отвори со представата Хеда Габлеро драмски од Скопје, а до 14 јуни публиката ќе има можност да погледне 11 представи во продукција на националните театри и 5 представи во придружната програма, обединети под концептот "Ново читање". Освен во Домот за култура и салата на театарот, представи ќе се играат и на отворено, на плоштадот под градскиот сад во делот Кафулињата. Логото е инспирирано од нашиот автор во Фокус, Горан Стефановски, "Промени се". Идејата е да се менуваме самите себе си, да го менуваме светот што го создаваме, а театарот е еден од најубавите светови, така што можноста за промени е огромна. Од денес па до петок ќе гледаме представи на сите страни во Прилеп, ќе гледаме на сцената во Центарот за култура Марко Цепенков, во театарот Војдан Чернодрински, на фестивалските зони на секаде низ градот, ќе зборуваме за театар, ќе го славиме театарот, ќе учиме за театарот. Наградите за животно дело годинава ги добија актерите Мими Таневска-Србиновска и Јордан Витанов. Наградите беа изработени од автентичен прилепски мермер. Театарот е вечна промена, значи логото погодено, а театарот никогаш не се задоволувал со некои своји комотни позиции. Стално истражувал, барал нешто ново, препорачувал нешто ново, нудел модели општествени и секакви други. Па се менува. Тој низ годините некој пат заостанувал, некој пат бил во подем, но тоа мислам дека е нормална работа. Но ми се свиѓа ова бидејќи за да промениме нешто во театарот, односно да промениме се, треба прво да се промениме себе си, а тоа е најтешко нешто. Ама мислам дека сме на добар пат. Годинава новина и тоа што повторно публиката ќе може да гласа за најдобра представа. Кутиите за гласање се поставени во салите, а на секој билет има оценка од 1 до 5. Историја, значи за Прилеп, затоа што Прилеп е препознатлив по овај настан во целиот свет, така да традицијата треба да продолжи и понатаму. Тоа е реално треба да гласа, досега жиријата гласаја и мислам дека оценките беа некако сентиментални. Публиката ќе кажи своето. На Прилепчани многу значи, за Македонија многу значи и да се продолжи. Публиката гласа секаде кон Евровизија. Мислам дека тоа е едно гласање и затоа се одбира победник од публиката и се одбира од жирито. 9 јуни ќе биде денот посветен на авторот во Фокус Горан Стефановски, на кој што ќе се презентираат сите актуелности поврзани со зачувањето на ликот и делото на Стефановски во македонската култура.